Вести на Канал 8. Добар ден. Владеачкото мнозинство во Кочанскиот општински совет ги засили своите редови. Советникот Акија Киов на 12-тата седница објави дека во иднина ќе настапува независно, но ќе ги брани програмските определби на партијата на власт. Доскорешниот опозиционер во Советот на општина Кочани, Акија Киов, ги смени партиските определби. Наместо во клупите на опозиционата коалиција, одсега ќе седи сам, но ќе ја брани власта. Непотврдените информации што за таквата партиска трговија кружеа во јавноста, реши самиот да ги обелодени. На почетокот од 12-тата седница на Советот излезе на говорницата за да го соопшти сопствениот став. Сакам да информирам кочанската јавност дека од денес во Советот на општина Кочани ќе бидам како независен советник и интересите на ромите и ромската заедница ќе ги застапувам преку програмата на ВМРО ДПМН, што значи од денес во Советот на општина Кочани ќе гласам по програмата на ВМРО ДПМН. Дополнителни образложенија за ваквата своја одлука Акиов не даде. Се заблагодари на довербата и се смести во последната клупа во салата на Советот. Опозицијската советничка група без поголемо изненадување ја дочека изјавата на довчерашниот политички истомисленик и најави продолжување на своето работење. Како од досега, така и од сега, советничката група на СДСМ и на останатата опозиција беше во опозиција и сега е во опозиција, уште по-конструктивно, меѓутоа и уште по-жестоко ќе ги напаѓаме сите политики на власта, не со боева амуниција, туку со конкретни предлози и смерки кои што мислиме дека ќе бидеме од полза на граѓаните на општина Кочани. Со преминувањето на Акиов во редовите на власта се смени и односот на силите во Советот од 11 спрема 8 во нејзина корист. Со тоа, таа си обезбедува поголема комоција во предлагањето и гласањето на одлуките, што беше забележливо уште на оваа седница. Кои се причините што е направена политичка купопродажба на еден од најгласните критичари на власта кога се во прашање барањата на ромската заедница, за сега е непознато. Сепак, во салата на Советот можеа да се слушнат коментари дека цената за тоа не била премногу висока, односно била компензирана со работен ангажман на неопределено време во една од јавните институции што се под ингеренции на локалната власт. Општина Кочани ќе прифати дел од ангажираните лица во јавното предпријатие Македонски шуми што неодамна ги вработи државата. Официјален допис од владата се уште нема, но според градоначалникот Димитровски ќе се најде место за прераспределување на лицата во општинските институции. Општина Кочани нема да ја отфрли понудата од јавното предпријатие Македонски шуми да прифати дел од неодамна вработените 1600 социјално загрозени лица. За разлика од некои општини кои уште на стартот ги одбија дополнителните обврски за преземање нововработени од предпријатието, во општината сметаат дека ќе успеат да најдат место за нивно ангажирање. Иако не се знае колкав број и какви стручни познавања ќе имаат работниците кои ќе бидат понудени, од локалната власт практично даваат бланко поддршка на барањето. Информациите се уште неофицијални, немаме официјални добиено број на луѓе кои што се, ние ќе постапиме онака како она што имаме потреба од тие луѓе, од тие работници ќе бидат вработени, сите ќе бидат прифатени во општината Кочани и во институциите на општината Кочани. И покрај ставот дека општината ќе преземе дел од вработените во Македонски шуми, неодговорено останува прашањето од кои средства тие ќе бидат плаќани и дали за таа намена општинскиот буџет ќе добива некаков вид блок дотации од државата. Одлука за префрлање на дел од лицата од јавното предпријатие во општините беше донесена од владата на 27 минатиот месец. Дел од градоначалниците ја одбија како незаконска, бидејќи со неа се прекрашували уставните одредби, затоа што државната се мешала во работата на локалната власт. Дополнително образложение за одбивањето беше дека се кршел и законот за јавни службеници, со кој е определена постапката за вработување во јавните институции. Општините не ги подмируваат финансиските обврски кон Центарот за развој на Источнопланскиот регион до степен што го доведува во прашање неговото функционирање. Во касата во Центарот недостасуваат дури половината од парите. Источнопланскиот регион се соочува со проблеми при наплатата од општините. Центарот кој важеше за еден од подобрите во тој сегмент во државата, сега наидува на потешкоти и во работењето. Од 5% неизмирени финансиски обврски на општините кон ИПАР во 2011-та,
Лани тој процент скокна на 50, а истата состојба се задржа и во годината што изминува. Има општини кои што се солидни во плаќањето, навистина солидни, редовно ги измируваат како обврските за тековно работење, така и обврските по основ на кофинансирање на проекти, што создава посебен мотив во центарот да тие општини се приоритизираат. Меѓутоа има и општини кои што не ги почитуваат нити одлуките на советите околу кофинансирање на проекти, а исто така имаат и долгови по однос на тековно финансирање. Раководството на центрите за развој во Македонија проблемот го изложи на неколку последователни состаноци со министерот за локална самоуправа. Ништо поразлично не е ниту во останатите центри, а состојбата со прибирањето финансиски средства е толку сложена, што се доведува во прашање самото нивно функционирање. Техничката работна група, која што е формирана од страна на раководителите на 8 плански региони и државните секретари во линиските министерства, имаме состанок во Скопје, токму ќе се расправа околу овие проблеми, што и како, и истите тие веќе се подигнати на доста високо ниво на регионален совет ќе се расправа, и истите тие ќе дојдат веќе на седница на влада, бидејќи на вистина се веќе јавуваат поголеми проблеми. Здравева не сакаше да ги посочи недисциплинираните општини. Неизмирувањето на обврските деловно го оправда со нивната неможност да се справат со недостатокот од финансиски средства, иако рече дека има и општини што не се загрозени од тој аспект и за кои не постои изговор за непочитувањето на договорот со Министерството и одлуките на Центарот за развој на Источниот плански регион за кофинансирање на проекти. Програмата за спорт за наредната година потроши најмногу време за дискусии меѓу советниците во Кочанскиот совет. Иако се бараа повеќе пари за поддршка на спортистите и спортските екипи, локалната самоуправа ќе им даде околу 40.000 евра. Дискусијата за општинската програма за спорт за догодина, според должината на времетраење, и го одзеде приматот што стандардно го имаше расправата за реализацијата на плановите за работа на Кочанското комунално претпријатие. Власта и опозицијата најмногу време потрошија околу тоа колку пари им се потребни на спортските екипи и поединци и дали општината може директно да го финансира спортот. Иако одговорот на сите им изгледаше познат, сепак програмата за поддршка на спортот беше оценета како премногу скромна и се бараше нејзино проширување. Ако ја погледнеме табелата на поднесени програми од спортските клубови, ќе забележиме дека за сите клубови има побарување од околу 4.700.000 денари, а во програмата за спорт на општина Кочани се планирани само 1.200.000 денари. Во вкупниот буџет на Кочани, ако земеме вкупниот буџет околу 500 милиони, ова е само 0,25% за спортот во општина Кочани. Тука има планирана сума од 330.000 денари. Јас искрено сум многу загрижена за тоа, затоа што нашето училиште Свети Кирил и Методи токму има проблем со оваа ставка. Значи, одржувањето на претходно градската сала, сега доделена на училиштето, значи ќе кажам дека ни прави проблем во одржувањето. И другата работа, што за реквизити се планирани само 30.000 денари. Па тоа е колку да купиме 2 гола. Советниците рекоа дека други општини го помагаат спортот и екипите бележат успеси, а општина Кочани е премногу скромна во тој дел. Предлогот е градоначалникот да ни каже дали конечно после 5-6 години суверено владење во општина Кочани има желба Кочани да биде врвен тимски спорт. Дали тоа се вика фудбал, дали се вика кошарка, дали се вика ракомет. Општина Кочани е главна за спортски избиднувања. Честно ќе биде во програмата која што ќе ја донасаме да знаат клубовите и поединците по кои критериуми колку средства можат да земат од општината. Одговор на ваквите ставови на опозицијата се обиде да даде советникот Спиро Ѓоргиев. Јас како долгогодишен советник, нека станат колегите советници кои имат повеќе стаж, нека кажат дека дали досега локалната самоуправа ги стимулираше овие сите клубови да и дават толку пари.
Од никој пат, значи еве ви тврдам одговорно, се променија ново градоначалници, никој сите се тука се парите некаде. Тука се врати. Ја мислам дека овој буџет е зголемен за 400.000 денари, е највисок од сите овие програми до сега што имало за спорт. А не знам дали забележавте во своите настапи дека за едни исти работи еднаш напаѓавте, а потоа критикувавте. Спомнувавте асфалтирање на улици во замена за спорт. Спомнувавте одење на терен, па кој беше вчера на терен? 8 милиони дадовте за ограда на игралиште во Ризари, а сега спомнувавте со тие пари можело да се асфалтира. Па еве ви го градоначалникот, зошто не му кажавте на место игралиште во Ризари да ги асфалтирате улиците? На седницата се слушна и предлог за формирање резервен фонд за спорт, што би имал соодветна намена. Тој резервен фонд би биле награди за постигање на поединци, пример освојување на наслов државен првак. Имаме такви ситуации, или пак награди за клубови кои што преминуваат од еден ранг на надпреварување на друг. На крајот од дискусиите, објаснување на програмата за спорт за наредната година дадоја од секторот за финансии во општината. Средствата во нацрт буџетот кои се ставени не се само 2 милиони и 200, туку се 3 милиони и 700, бидејќи вие не ја кажувате програмата за капитален трошок во спортот. А тоа е токму за одржавање на фудбалскиот стадион Никола Мантов, каде што треба да се изврши реконструкција на истиот. Значи, за спортот во 2014 година во нацрт буџетот се планирани 3 милиони и 700.000 денари. По едночасовна расправа, програмата за спорт за идната година беше усвоена, а екипите ќе морат да се задоволат со сумата од околу 40.000 евра, што ќе ја добијат од општината за реализирање на своите активности. Во Основното училиште Свети Кирил и Методи во тек на реализација се 3 проекти. Меѓу нив е и ангажирањето на волонтер од Соединетите Американски држави. Свети Кирил и Методи е лидер меѓу кочанските образовни установи во имплементацијата на нови ниво наставата. Неодамна училиштето аплицираше за добивање на нови 3 проекти, што беа одобрени и се во тек на реализација. Еден од тие проекти е проектот со читање до лидерство, кој што е во соработка со УСАИД, фондацијата Чекор по Чекор. Потоа проектот е пристапно образование, исто така од УСАИД во соработка со фондацијата Отворете ги прозорците и Министерството за информатичко општество, и преку Мировниот корпус имавме аплицирано за волонтер, кој што исто така е веќе присутен во нашето училиште и започна со работа на проектот. Ние сме задоволни од нашите апликации, секогаш ги добиваме досега барем проектите и се надеваме дека успешно ќе ги спроведеме и успешно ќе работиме на нив. Учениците се задоволни од соработката со волонтерката од Мировниот корпус на Соединетите Американски држави во Македонија, а нивното мислење го дели и наставниот кадар во Основното училиште Свети Кирил и Методи. Нашето училиште аплицираше за да добие волонтер од Мировен корпус и успеавме со нашите активности. Нашиот волонтер е Маура Паркс, која што доаѓа од државата Њу Јорк и ќе биде во нашето училиште 2 години, почнувајќи од декември. Пред се, зошто го сторивме ова, размена на култури, да пробаме предавање, односно тимско предавање со учениците, а и најмногу да ги мотивираме учениците, бидејќи тие ќе почувствуваат дека она што го учат не е само за час, туку практично може да зборуваат со лице кое што засега не знае македонски, значи да почувствуваат зошто учат, што постигнале досега. I plan to start homework. Значи планирам да се вклучам во разновидни клубови како клуб за домашни работи, драмски клуб, еколошки клуб, клуб за ненасилно однесување, исто така да разменувам култури, идеи со наставниците од ова училиште. I love coaching. Многу ми се допаѓа кочани, исто така и Кратово. Првим престојува во Кратово, па потоа се преместив овде. Ми се допаѓа и училиштето, и студентите, се е прекрасно овде, и семејството кај што сум сместена. Mnogo Косакам Кочани. Училиштата во општина Кочани остваруваат успешна соработка со волонтерите од Мировниот корпус. Во моментов, еден волонтер е ангажиран во Основното училиште Малина Попиванова, а претходно свој волонтер имаше и Средното општинско училиште Лјупчо Сантов.
Домот на културата Тоша Арсов од Виница во среда со почеток од 19:30 часот организира пијано концерт на Огнена Герасимовска. Таа е добитник на голем број признанија и први награди на државните надпревари, меѓу кои се издвојува наградата Климентина Рафаеловска за најдобар матурант, а од меѓународните се издвојуваат и награда на меѓународен пијано надпревар Николај Рубинштајн во Париз, Република Франција. Втора награда на меѓународен надпревар Виртуози за музика на пијано во Усти над Лабем, Република Чешка. Лауреат на ЕРТА меѓународен надпревар на млади пијанисти во Осијек, Република Хрватска и награда на Интерфест Битола, интернационален надпревар на млади пијанисти. Специјална награда за најперспективен млад пијанист доделена од Сојузот на музички уметници на Република Македонија. Трета награда на пијано надпреварот Карл Дречер, Нинберг, Република Германија. Во 2008 година го издаде своето првот CD со сонати од Бетовен, Шуман и Прокопјев по покровителство на Министерството за култура на Република Македонија. Во моментов е студент на докторски студии на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Следува информацијата од спортот. Во М18 лигата Баскет Дино со поразот во Куманово го искомпликува пласменот во плејофот. Средношколците ги одмерија силите во футсал, основците во кошарка. Неповолен, неочекуван резултат оствари екипата на Баскет Дино во М18 лигата. Во Куманово загуби од КСК со резултат 66:58, пораз што би можел скапо да ги чини кога е во прашање пласманот во плејофот. Во М14 пак тимот на Сашко Лазаров се избори за тесна победа над Водно Санс од 70:67. Во рамки на регионалната лига во мал фудбал во конкуренција на средни училишта, Гошови Кентиев на домашен терен беше поразен од екипата на Миле Јаневски Джингар од Македонска Каменица со резултат од 2:6. Во рамки на училишните спортски лиги на програмата беше и четвртото коло во училишната кошаркарска лига за основци. Малина Попиванова загуби од Свети Кирил и Методи со резултат 36:50, додека Никола Карев го совлада Раде Кратовче со 46:28. Свети Кирил и Методи е единствената непоразена екипа по 4 кола и со 8 бода го задржа челното место од табелата. Вторе е Никола Карев со 6, трета екипата на Малина Попиванова со 2 бода и последен е Раде Кратовче без бодови. Двојките за следното коло се Никола Карев, Малина Попиванова и Свети Кирил и Методи Раде Кратовче. Со прогнозата за времето ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!